Имаме некоја нешто во однос на овде беше. Да имате потреба од нешто да објаснам, посочам, претпоставувам не. Дали се гледа целата презентација? Или Да, само да. слайдови? Окей. Добро, зборувавме неколку пати на практичните часови за координација. Па вртевме со јаженца, па со топчиња, па чуда пробавме да направиме. Мислам, тоа не е ништо, нели, има уште многу работи кои што може да се земат во предвид кога зборуваме за координација, ама методски се часовите показни. Битно е да ја добиете основата, понатаму Понатаму, нели, ако ги знаете основите, како што кажав, нема да имате проблем за да најдете некое свое решение за секојаш бараме решенија, например, дали за изvedба на час, дали за тренинг, дали за вежбање, дали за развој на општа моторика, особено кај дечиња или кај рековалесценти, значи оние кои што се опаруваат од некоја повреда, возрастни лица и така натаму. Битно е дека треба да ги знаете основите. Ке пробам некако да издефинирам. Прекинувајте ме слободно. Ке пробам да бидам и брз. Најверојатно до кога тамо до 10 треба да завршиме, во 11 имате настава, така? Може би некоја минута покасно, ама ке пробам брз да бидам. Ам, Овде е ставено како моторички способности, но од десна страна може да видите, нели, едно движење како се формира. Мислам, едниот пристап на објаснување на движењето. Треба да изгенерираме некоја моторичка способност, значи треба да прикажеме некоја моторичка способност, да искористиме некоја моторичка способност, а нама треба и да имаме некој шаблон на движење. Шаблон на движење, ова се моторички навики. Значи горе моторички способности, долу моторички навики, заедно тие комбинираат некој движење. Сега навиките се тоа што кажувам шаблон на движење, научено движење, некое движење што го знаеме, што не го знаеме, што го учиме. Како и да е, се, значи ова комбинација на генерирање на сила при гаѓање на предмет со медицинка. Намерно медицинска топка, која што е потешка, половина килограм, 2 килограми, 3, 5, 10 килограми, затоа што не сме навикнати на такво нешто. Значи, ако сакаме со таков предмет, например, да погодиме или да го исфрлиме некаде и да бидеме прецизни, значи ние треба да споиме неколку моторички способности тука. Треба да имаме сила, треба да бидеме прецизни, треба да ги искоординираме движењата, ама мислам и најверојатно и други некои, зависи како стоиме на подлога, нели? Ама па треба и да направиме некој нов шаблон на движење. Тоа се навиките за кои што ќе зборувам малку повеќе на некој друг час, но овие две нешта се тие кои што го креираат движењето. Се, нели, ова е едниот пристап, инаку ако влегуваме анатомски кои го креираат движењето, ќе дојдеме до мускули, лигаменти и така натаму. Ако влегуваме во централен нервен систем, онда латентните димензии го креираат движењето. Но намерно го спомнувам ова вака за да знаете дека има единство помеѓу моторичките способности и моторичките навики. Токму тоа координацијата многу тоа единство го користи, иако ја дефинираме како моторичка способност, но е таа некоја латентна димензија. Овде сакам да спомнам нешто, не знам дали сум го спомнал, моторичките способности, може би сум спомнал, но ќе кажам уште еднаш, се латентни димензии, така? Ама, кога ги прикажуваме, тие се манифестираат. Значи, кога ќе праша некој или еве на испит или било каде, дали моторичките способности се латентни или манифестни димензии. Се и едното и другото. Они се во латентниот простор, но ги манифестираме во видливиот, во манифестниот простор. Така да тие работи, иако се вака теоретски некако може би делуваат збунувачки, но битно е да разберете таа единства, тоа единство кај моторичките способности, но и единството кај движењата, дека секогаш секое движење е комбинација од некоја моторичка способност и навика, значи формирано ново движење или движење кое што се учи.
За движење кој што се учи не се нарекува моторичка навика или умење, туку е во процес на учење, но овде сум ги ставил според Курилич нештата. Така да, дури детенце кога станува да оди, кога учи, да оди. Значи, тоа мора да ги изгенерира сила, значи му треба некоја моторичка способност. А што прави? Во меѓувреме пробува да научи, значи да формира моторичка навика. И ние целото тоа го гледаме како едно движење. Океј, ова се извинувам за левава страна, слайдов цела презентација ми беше на англиски, па не сум сменил левата страна, десната страна комплицирано ми е да ја менувам. Како и да е, ова го знаете за латентниот и манифестниот простор, кажав и на почетокот, многу работи ќе ги повторувам повеќе пати, за да влезат како информација. Што гледаме во латентниот простор, а што всушност перцепираме во манифестниот простор. Така да ова долу се латентните димензии моторички способности, ама горе ние нели не можеме да ги видиме нив, туку гледаме колку некој трча брзо, колку издржлив, какви прецизни движења прави, дали има добра координација преку брзина на совладување на нештата. Приметивте со јаженца, некој на пример двајца најубаво е ако ги споредуваме две индивидуи кои што немаат искуство во скокање со јаженце, една индивидуа од нив најверојатно побрзо ќе го свати движењето, ако се малку покомплицирани. Очекувано е дека тие што побрзо го сваќаат движењето го примаат, дека имаат подобра координација и дека можеби во моментот се подобро сконцентрирани и така натаму, не може на база на една-две информации да заклучуваме, но координацијата се проверува преку брзината на прифаќање на нештата. Океј, одам директно во дефиниции. Например, кај Олсон може да најдете дека способноста е како што кажува да ги разбереме, примиме и да ги решиме проблемите кога се работи за движење на некој ефикасен начин, динамичен, продуктивен. Значи да бидеме ефикасни при примање на информациите за решавање, за изведување на некое движење, обработка на тие информации и да го решиме моторичкиот проблем. На некој начин Олсон така ја дефинира координација или координацијските способности. Вели Гајдж дека е точно насочено и контролирано движење во просторот кое што побарува енергија, време, нели, во просторот. Сега ги парафразирам дефинициите. Значи, точно насочено и контролирано движење. Топчињата две или три или едно, кога го изфрлуваме над глава или над, нели, пробувавме разни варианти на час, ние точно треба да го исконтролираме тоа движење и да насочиме кон каде ќе оди. Па ако беше изфрлувањето со две раце, нели едната рака малку посилно генерира сила од другата рака. Иако сега ќе кажеме не се силни движењата, ама сепак генерира сила. Едноставно помрднување на раката да покажам нешто во простор е потребно да изгенерира некоја сила, нели, на ниво на сркомера кажувавме. Арно, пак кога движењето е сложено, тогаш треба да го контролираме многу прецизно, нели? Инаку ако е научено движењето, тогаш координацијата, рековме, не се повикува на помош, едноставно на субкортикално ниво, шаблонот е направен и во латентниот простор се меморира движењето и ние не го контролираме на тој начин како што го контролираме новото движење при изведба. Хенри вели дека е хармонична и синхронизирана активност на ефекторниот систем. Значи, тука некако се дефиницииве дека има некоја, вели, самиот збор координација, нешто да координираш, нешто да синхронизираш, да има хармонија во нештата, точно се знае дека не може прво да подскокнам па пробам да го завртам јаженцето, туку мора да го синхронизирам вртењето со подскокнувањето. Да не заборавам, ако имате опција да скенирате еден QR код, имате уште еден мобилен до вас или некако, затоа што мислам дека ќе искористиме нешто. Еден QR код ќе искористиме во наредниве неколку минути. После 10 на 15 минути. Да, координацијските многу е сложена
структурата на движењата. И луѓето пробуваат преку наука да ги издефинираат нештата. Имате среќа, пак и имате супер професори кои што ќе пробаат тоа да го некако објаснат. Например, теорија и методика на спортски тренинг, мислам дека беше предметот, каде што малку повеќе ќе зборувате за овој дел, како се организира и што се случува, дека дали се шаблони, дали не се шаблони, дали има целата екологија на движењата. Но сакам да кажам дека координацијата е основа при изучување или анализирање на моторичкото однесување, значи на движењата. Представува еден вид на основа. Имате ли нешто околу ова да искоментирате? Нешто да не е јасно. Во принцип, координацијата е многу нејасна како моторичка способност, но пробувам од различни страни да допрам за да влезат нештата во глава. Не очекувајте дека ќе излезете како нели НАСА научници со дека имате, мислам, ќе знаеме нештата за координацијата, ќе ги имаме во предвид, но комплексно поле е, нели? Зошто координацијата, нели, јас споменував неколку пати дека најмногу се појавува при учење на нови движења. И тука е спојот, значи тука можеме да испровоцираме координацијата. Само кога имаме нови движења. Инаку нештата кога не се нови не се појавува оваа способност за организација на движењата. Бернштайн, кај го зборуваме супер придонес има направено во спортската наука. Уште од први, мислам, записите за моторичко однесување, особено во делот на координација и организација на системите за учење, се поставени од Бернштайн. Имаме некоја книга, ако некој го интересира, цела ревија на автори кои што пишуваат во однос на контрола на движењето, control movement и skill acquisition, учење на нови движења, баз за идеите на Бернштайн. Значи, како што еве вели, тоа се збирни информации за да се организираат новите движења. Значи, треба во многу краток временски период, не брзаме никаде, нели? И балончињата кога ги удиравме, ние не брзавме никаде. Ама треба во тој временски период да собереме што повеќе информации и да ги обработиме информациите и да ги стимулираме мускулните групи кои што треба да ги изведат движењата. Метикош вели дека основа координацијата е основа за усвојување на моторички вештини или движење, пардон, навики, значи навики, вештини на тоа се однесува. Од тука и тоа што го кажувам од левата страна дека координацијата е основа за учење на нови движења. Се појавува као креативно време. Нели пробавме да жонглираме со топчиња, тениски и пробавме да жонглираме со балони. Кога беше полесно? Кога предметот паѓа поспоро и имаме повеќе време, или кога предметот, тениските топчиња, паѓаат побрзо? Кој Ма беше? паѓа поспоро. Кога паѓаат поспоро, значи ние тогаш имаме време и го користиме тоа време за креација внатрешно, латентно, за креација на идеи, креација на решавање на проблемот. Значи колку е апстрактно да делува, нас ни треба време за да го решиме проблемот. Некој проблем се решава со денови, со години, со децении, некои проблеми се нерешливи, ама кога се зборува за движењата, ни треба одредено време, не можам да кажам колку време, некое движење се учи, нели, ако е сложено, особено во гимнастика, каде што побарува поголема сила и така натаму, се учи со месеци, може да има потреба од некое сложено движење. Мислам, велеобрт не може да научите за, нели, за 5 дена. Треба да сте искусни, прашањето е влезната способност каква е, велеобртно вратило, не знам дали ви текно, или шрауба, или не знам, некои такви сложени моменти, значи треба можеби и години за да се научат и за да се пополни просторот со основни информации за да може да се дојде до тоа движење, да се склопат нештата. Но во секој случај, а, Јовановски Јован е професорот кој што предаваше на предметот антропомоторика, супер го има ова споено и вели дека
Координацијата се појавува во креативното време. Значи, кога пробуваме да стекнуваме нови движења во креативното време. И можете да најдете ке Кейн и во некои други трудови, каде што вели дека координацијата е еден вид на моторна интелигенција. Затоа велам, секогаш кога најчесто кога се зборува за координација, се гледа како брзо временски во време се решаваат проблемите. Значи, оние кои што можат брзо да ги побрзо да ги решат проблемите од другите, се поснаодливи, имаат во латентниот простор подобра координација. Или ако се исто, сите одморени, наспани, влезните информации им се исти, тогаш можеме така да издефинираме некако дека тоа представува некој вид на моторна интелигенција. Кога е потребна координацијата? Пак на исто да се вртиме, ама еве, морам да го спомнам, значи кога прв пат решаваме некоја задача, за прв пат. Ова ви текнува со круговите со раце, не знам, најверојатно ме гледате. Ќе видам да го клучам овде видео. Шупано, да. Кога ги вртевме дланките, најалтернативно или најизменично или десната рака оди напред, левата рака оди на нас. Така. Значи во тој прв пат се сретнавме најверојатно со тоа движење некој од вас и тоа значи дека тогаш имаме моторен предизвик. И тогаш нас ни треба координација. Кога се реорганизираат усвоените моторички способности, навики, реорганизација. Реорганизација. Да, вртевме јаженце нанапред, па вртевме со јаженце наназад. Биомеханички многу е слично движењето, малте не е истото движење, само се разликува во прстите на дланките, каде што или во дланката, каде што наместо нанапред, они се вртат наназад, а другиот дел од мускулатурата на телото се однесува или прави мускулни контракции на идентичен начин помеѓу овие две движења. И нанапред кога вртиме, и наназад кога вртиме. Значи, арно, ама ние правиме реорганизација на нештата. Например, скок во далечина наназад. Не знам, може да замислите. Скок во далечина, сите скокаме нанапред, ама ајде да пробам да скокнам наназад. Исто е скок во далечина, но јас го реорганизирам системот на веќе нешто што е научено претходно. Не, координацијата не се појавува ке веќе научени моторички навики. Многу пати кажем. Вештини навики, овие термини намерно составени за да нели ве асоцираат на дека е сличен термин. Какви видови на вежби? Овде доле стои кога е сложено. Значи тоа постојаме кога е сложено. Да има вариабилност во движењата. Значи имаме, значи гледам што е следно, да, вариабилност во движењата, да подскокнување со јаженце на различни начини. Па едно подскокнување, едно свртување, па едно свртување, две подскокнување, па нанапред, наназад, па од страна, па вкрстување, па превртување од вртење наназад, значи се тоа вариабилност, вариации на движењата. Но движењето е исто, ама само му даваме некои нови форми, нели? Ова се однесува за било кој движење, каде што може да се стават нови форми. Значи, со возење со велосипед нова форма ќе биде што? Возење на удолнина. Така, возење по карпес терен, со маунтбајк трки се возат на карпес терен. Скијање на рамен терен, скијање на стрм терен, скијање на во длабок снег. Скијање на заледена подлога, скијање наназад кога обучувате почетници. Јас кога обучувам почетници од 10 дена со студенти на факултет, јас скијам 11 дена наназад, за да може да ги гледа. Се тоа вариации на движењата, реорганизација на системот и сите се однесуваат на нештото дека координацијата се појавува или какви вежби треба да дадеме за координација, сложени вежби. Нели, обратен редослед, тоа е тоа што го кажавме, може да се однесувате на тоа, на реорганизација на системот. Вртевме јаженце со максимална брзина, вртевме јаженце многу бавно. Значи и тука има реорганизација, и тука има вариабилитет на движењата. Но се ова примери какви се вежби може да давате, значи за едно исто движење, едно иста форма на движење, пример или еден реквизит како што е јаженце, топчиња,
можете со на различен вариабилитет на вежбите да дадете. Со промена на ритам, кажавме, подскокнување едно со две, на пример скала за агилност, каде што бара многу промена на ритамот на движење, нестандардни движења, значи ациклични движења, ациклични движења. Циклични се кога има повторување, мислам дека не ја поминавме таа тема. Кога има после крајот на движењето, знаеме што ќе биде почетокот. Ациклични се каде што не знаеме. Не знаеме дека после одбраната на гол од голманот, што ќе направи голманот. Значи тој може да предвидиме дека ќе се фрли, ама нема постојано да се фрла. Ама во трчањето знаеме дека после едниот чекор доаѓа следниот чекор и така натаму колку е маратонот таму во време. Се ограничува видното поле. Значи, кога се намалува видното поле, ни е проблем да ги примиме нештата и тогаш ни треба координација. Например, координацијата е многу врзана со рамнотежа. Рамнотежата со затворени очи, како моторичка способност, токму побарува поголемо ниво на координацијски способности за да може да се реши. Кога да се задаваат, исто може, како вежби, после тренинг, при висок степен на замор, но внимавајте многу, значи да не е да е безбедно. Се што се прави да е безбедно. И ова долу го кажав на почетокот, какви видови на вежби, сложени вежби. Сложени. No pain, no gain, така викаат, нели? Да не е лесно. Ако е лесно, ето го тоа, no pain, no gain. Значи, ако е лесно, нема излегување од комфорната зона за која што зборувавме. А, да, и ова е некој допринос, мислам, што се може да се внесе во методологија на активности. Например, приметувате професорот по физичко кога објаснува нешто, а ако стои кон вас свртен и го покажува движењето, например лева рака долу, десна горе и така натаму, вие го гледате тоа во огледало, значи треба да се наместите дали е точно вашата десна рака како неговата десна рака или обратно. И сега кога се задаваат вакви вежби во огледало, интересно е ќе и поминеме некој дел, каде што особено интересно уствари кога наставникот води настава, вие утре ќе бидете. Ако има некои посложени задачи, дека треба да се наместите за да ве имитираат дечињата. Значи не да им кажувате ајде десната рака горе, туку намести се со грб ако треба сврти се, покажи го, па врати се назад движењето. Инаку, ако ги покажувате кон нив, тогаш очекувајте дека тие ќе ви имитираат буквално како вие се местите, така и они. Арно, ама по овие движења, вака кога се задаваат, намерно, значи вие задавате некои движења кои што се баш како што кажав, значи едната рака прави едно нешто, другата рака прави друго нешто и очекувате они во брзо временски период да проценат која рака е таа која што нели треба да отиде горе доле, а да не ви имитираат, тогаш таквите вежби во огледало, така се наречени, делуваат супер. И може да имаат голем придонес затоа што ја провоцираат координацијата. Например, да се променат граници на простор, да се намали просторот, брканица на мал простор, нели, не на голем простор, да се усложни задачата, да се вклучи некоја дополнителна задача, не знам, ако е брканица, двајца, тројца, четворица да бркаат, кој како ќе го фати детенцето и тоа да се вклучи натре, да доја до 15 ако треба, нели. Значи не само еден да брка. Еве, пример ми дојде како игри кои што може да се вклучат, менување на задачи меѓу учесници. Да, значи останува на вас, значи може по групи да ги организирате, па едните да работат едно, едните да работат друго, па потоа да се сменат или нели, останува на креацијата на авторот. Како се проценува евалуацијата? Пардон, како се, да, проценува или евалуира координацијата, на тоа мислам. Значи, колку брзо и како ефикасно се организираат силите и движењата во времето и во просторот. Како, дали можам повторно да ги изведам истите движења, ама да ги задржам основните карактеристики. Нели, тогаш проценувам дали е научено движењето, дали координацијата се повикува или не се повикува.
и способност да се реорганизираат овие движења во нови или променети услови. Имам една задача за вас. Молам да се вклучите. Имаме две групи, G1 и G2. Левата страна, почнам само за G1 група, левата страна групава е зададена некоја 6-седмична програма со вежби за координација. И, значи, сме ги истестирале, сега решаваме проблем, истражувачки проблем. Сме ги истестирале и G1 и G2 на почетокот, пред да почнеме со програмата за подобрување на координацијски способности. Задаваме програма за подобрување на координација во трајање од 6 месеци и на крајот на десната страна повторно ги тестираме преку контролно тестирање G1 и G2. И сега, разликата зашто се G1 и G2, зашто се две групи. Едната група работи вежби за координација, а другата група не работи вежби за координација. И сега ние на овој начин, ова е супер концепирано истражување, има една мала, ќе видиме на крај дали има грешка или нема. Вака се концепираат лонгитудиналните истражувања или долго, значи експерименталните постапки, каде што имаме вакви две групи, на пример, или повеќе, многу групи, не е битно, и едната група е пласебо, ништо не работи. Пласебо ефект, знаете, како две апчиња, едното апче има ефект, а другото апче никаков ефект нема, ама се исти по облик и човекот што ги прима, едната група примаат вистинско апче, другата група примаат пласебо апче, и на крај да гледаме после одреден временски период дали ова вистинското апче навистина функционира, например го решава крвниот притисок. Ако и двете групи на крајот им е решен крвниот притисок или не им е решен, тога значи лекот не функционира. И сега ние овде сакаме со оваа програма да видиме дали после 6 седмици тренингот за подобрување на координацијски способности ќе ги промени или ќе влијае на координацијата кај G1 групата. Кај G2 групата, што правиме? Ги тестираме на почеток и ги тестираме после 6 седмици, ама они не работат ништо, може буквално се каже дека ништо не работат. И сега, ако има разлика во деснава страна меѓу G1 и G2, например велиме дека G1 групата има подобри резултати во тестовите за координација од G2 групата која што не работила. Тоа може да заклучиме дека имала успех програмата кај G1 групата. Сега да ме слушате. Ми треба ваш инпут. Дали се слушаме? Да. Да. Ќе се осуди некој? Дали е јасно што кажав? Да повторам уште еднаш. Да. Ајде молам концентрација, значи не се часовите само за да, нели, ги поминеме, туку концентрација. Имаме две групи. Едната група 6 седмици работи вежби за подобрување координација, другата група G2 не работи ништо. Двете групи ги тестираме на почеток и ги тестираме на крај. Очекуваме дека првата група што работи за координација, дека можеби ќе има подобра координација, затоа што правеле вежби за координација во однос на групата G2. Сме до тука добри? Да. Да. А G2 колку е спремна координацијски? Сите се исто, значи двете групи се исти на почеток, супер прашање, ама ова е за постдипломски, значи ги изедначуваме групите на почеток. Двете групи се исто, двете групи се, не знам, дечиња кои што се 6 седмици на одмор со учителката или со учителот некаде во природа, јадат исто, спијат во исто време, легнуваат, стануваат, се прават исто, само што еднава група од 50 дечиња, на пример, им даваме вежби за координација, а другава група G2 не им даваме вежби за координација. Ги тестираме и двете на почеток групи и ги тестираме двете групи на крај. Дали мислите дека ќе има
подобрување на координацијата кај оваа група што ќе работи вежби за координација во однос на другата група. Логично, да. И има ако предизвикуваат координација. Да, Ако сега, нема ефект, ако веќе го знаат движењето, нема да имат ефект. па добро, точно, да, да. Значи, вежби кои што предизвикуваат координација, затоа велиме дека одлично, супер сме, сите што кажавте сме супер. Сега, очекуваме, ама не знаеме. Тоа ќе го провериме со математичко-статистички методи да видиме дали на вистина има разлика меѓу нив. Инаку ние може да поставиме хипотеза, например, очекуваме, ама на крај ќе видиме дали ќе ја одбиеме или ќе ја прифатиме таа хипотеза дека на вистина се настанале промени, па ќе издискутираме дали на база на вежбите за координација или не. Но, сега главното прашање во однос на тестирањето. Дали ќе ги дадете истите тестови на почетокот и истите тестови после 6 седмици? Да, Да. истите. Има некој што Да. е за не? Изгледа дека сум сам. Ај се вака, еднаш кога ќе ги пробаат тестовите на почеток, дали ќе ги на некој начин научат? Тестови за координација, Да. бидејќи се сложени. Добро. Да. И сега на крајот на тестирањето после 6 на крајот на програмата после 6 седмици, дали и двете групи веќе ќе имаат претходни информации за тие движења, може би ги знаат тие движења кои што ние ги нарекуваме тестови. Да, ќе имат. Имат. И сега дали има логика да се дадат истите тестови за координацијски способности на почеток и на крај? Не. Сега нема, да. Нема логика. Зошто? Затоа што има процес на учење. Значи, ние, всушност, ги учиме движењата и тестовите ги учиме. Не е тоа гип, склек или да истрчаме нешто, туку ние ги учиме движењата затоа што координацијата всушност е многу врзана со учење на движење. Јасно е како координацијава всушност многу брзо се абсорбира, многу брзо се учат новите движења и дека веќе треба да најдеме некое ново решение за да испровоцираме координација. Тоа ми беше идејата. Дали ме свативте со овој дел? Да. Да. И да не ме свативте, ќе мора да кажете да за да одам на следен слайд, нели? Океј, ако имате опција да скенирате, има ли некој што не може да скенира? Да пробам да решам некоја друга задача со нив. Успевате да имате опција да го скенирате ова? Да. Добро, супер. Ќе ве однесе до тамо дека ќе треба да ставите некој термин, што најмногу ве асоцира, јас ќе пробам. Не ми е уклучен ментите одамна. Да, на што ме асоцира зборот координација? Значи можете да ставите еден збор во двете полиња, еден во едното е друг во другото. Мислам дека може да ставите и само еден во едното поле, па сабмит да одите, мислам дека може да ставите и реченица една или неколку зборчиња, на пример реорганизација на движење, не знам, во едното поле па сабмит да направите, пробајте нешто. Ево јас ке пробам па ке да видиме кај ќе ме однесе. Океј. Аха, сега имам еден мал проблем што не ја ресетирав презентацијата. Да, ама ај ќе видиме со секој внесување. Да, не е ресетирана презентацијата. Добро, тука направи грешка. Со секој внесување од вас кога ќе направите submit ќе се појави нова буква, нов термин кој што не асоцира на координација. Ова сум го искористил од минатата година. Може, ако успевате, гледам дека 9 луѓе има тука, веќе стиснете submit. Или веќе направивте submit. Има некој што треба да направи submit? Добро, најверојатно не. Дали успевате да видите тоа што сте напишале?
Да. Супер. Значи, овие нешта останати си од минатата генерација, а, учење нови движења. Мислам дека ова ја го пишав сега. Да. Мислам дека да, така нешто пише. Синхронизација на движење, ориентација или перцепција, изведба на ново движење, агилност, агилност како термин, снајдителност, најдување, супермоторичка вештина, движење, фокус, ориентација, моторна интелигенција, усогласување на нови движења. Мене се ме асоцира ова на овде некој ритам, има неколку пати изгледа ритам е пишам, па затоа Word Cloud го вади ритам терминов како најголем и организација мултитаскинг неколку пати најверојатно. Но се ова асоцира на координација. Ако се вратам назад, на англиски термини намерно ги оставам за да можете нели да се сноѓате и во тоа поле. Реакција на сигнали, временско-просторна ориентација, кинестетичко чувство, кинестетичка диференцијација, sense of rhythm, mobility, синхронизација на движењата, ориентација во простор, баланс, одбирање на адекватни движења, цело тоа влегува во некоја координација, која што сушност е human motor ability или моторичка, човекова моторичка способност. Ни животот, тешко, чекај да видам што има, да, од почеток ќе одам. Тешко е да се одреди нивото на координација, иако ние пробуваме тестови да ставиме, ма гледате со каков проблем се соочуваме кога пробуваме да видим да ги ја процениме координацијата. Секој во различен период од животот, например, оваа недела дечињата растат многу брзо, оваа недела може да се исправи, минатата недела не се исправило. Дали ќе кажеме дека ако детенцето побрзо се исправило од седење во стоење дека има подобра координација? Па, зависи што следи после. Например, има опаѓање на на тие функции. Например, дечињата стануваат, се исправат, па после тоа повторно ползат, лазат, не, се враќаат назад, за да може нешто друго да дојде како развој. Така да тешко се одредува координацијата, тешко се вмеѓува. Не дека не постои, ама кога ќе спореди, мислам, постојат тестови, постојат методи за да се процени, но ако компарираме според силата и издржливоста, многу потешко. На тоа сакав да кажам. Значи, многу потешко се одредува. Најмногу се гледа прогрес во координација кај луѓе кои што имале несреќи, например мозочни удари и слично, и они како се враќаат назад, тогаш на вистина можете ќе видим еден тест понатаму, мануелен, може да видите нели како се враќа таа способност за координација и дека се подобрува координацијата која претходно била изгубена заради некоја несреќа или најголеми подобрувања се појавуваат тука негде 7-11 година, но координацијските вежби треба да се додаваат многу порано. Значи, развојот на општата моторика, не само моторичките способности, него и моторичките навики, учење и координација од најрана возраст. Не да ги форсирате децата на тренинг, туку да уживаат преку игра. Се да биде преку игра. Пубертетот е многу зезнат, значи пред и по пубертет, за време на пубертет, страшен хормонален бум во телото и тука може да настане и опаѓање на координацијата, нема ни интерес, нели, приоритетите се на друга страна, не се за решавање на моторички проблеми, едноставно телото расте, лостовите се менуваат, читам дали има лостови. Да, овде сум пишал пред и после пубертет не ја губат координацијата, туку се намалува, нели, можноста за прикажување, особено затоа што при растот веќе имаме нов лост, знаете, раката пораснала, шаблонот за подписот е различен. Не е исте, тука да, стои тек на рака. Тоа е исто како да вие си имате свој подпис, нели се подпишувате, ама замислете да ви ставате едно текче на раката, на дланката од 50 грама, ништо повеќе, замисли едно кило да е. Значи 50-100 грама тек. Дали вие ќе треба да изгенерирате нов шаблон затоа што имате веќе некое ново надворешно оптоварување, ве влече земјина тежина, имате 50 грама на раката екстра. Дали треба да изгенерирате нов моторички шаблон за да се подпишете? Да. 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 Апсолутно. И тука ќе ни треба координацијата повторна. Така, и се замислете во пубертетот кога има развој, висина, тежина, растат раце, нозе, се расте. Значи, ние треба нови шаблони да направиме, што значи координацијата не се губи, туку едноставно се
се користи за да може да се снајде телото, човекот, нели, во новите услови, во изменетите услови. Дали е поврзана координацијата со способности? Дали ни треба да имаме некоја способност многу развиена за да прикажеме координацијска способност? Не. Сема ако зборуваме нели за правиме нешто во гимнастика или во некои такви движења, не инаку со прстите можеме да направиме координација, ќе видите мануелни тестови за мануелни за проверка на мануелна проверка на координација, значи кога се работи со манус, со дланките, со прстите. Океј. Еве еден тест кој што е според Курелич окретност во простор се нарекува. Инаку овде сум цитирал Топ Енд. Значи имате на Топ Енд спорт ви објасни таа страна кај тестирање, таму може да најдете многу тестови, но ајде чисто ќе го поминеме. Значи што прави? Окретност во воздух. Треба да ја реши задачава. Значи веќе имаме стимулација на централен нервен систем, оди назад, треба да земе кимоно со колената, да направи колут назад, може би се научени движењата, може би не се научени движењата. Така, ај уште еднаш ќе го пуштам. Значи, овој тест има добри метриски карактеристики, Курлич го има тестирано и вели може, ако не го работе, пази, овие движења некои се работени, некои не се. Например, колут назад може би направило некој детенце на часот, ама како комбинација од движења, не знам, еве, се очекува дека никој не вежба вака, значи да вежбате некои вакви движења. Може би слични има или не, и они фатиле, смислиле едно движење и провериле дека, да, добро ги дава, добри показатели дава, добра база на информации, метриските карактеристики на тестов е супер, може да го користиме ако претходно не го пробале. И уште еднаш како изведува, значи некое тркалање, па овде веќе се спрема да оди наназад, значи ползење наназад, никој не ползел, пази, обично дечињата ползат наназад, ова е нанапред, не наназад, така, затоа е смислено како варијанта. Ама пак ви кажувам, зборувавме во тестирање, може да смислите тест, ама треба да ги проверите метриските карактеристики. Овој тест има добри метриски карактеристики, тестиране на голема група популација и покажал дека има добри метриски карактеристики. Значи, кога ќе го земе кимоното, ќе го стисне, треба да го задржува, да го стисне, треба да координира екстра движење, значи со нозете, за да го држи кимоното меѓу колена, а сепак да прави некоја друга задача. Доди нанапред и тука веќе да прави некој кулут назад, ама да го задржи кимоното. Така. Океј. Се овде ќе покаже некои грешки кои што не треба, не сме да се земат во предвид, значи ова ако го прави, тогаш тестот не продолжува, не сме ова да го направи, мора да го реши. И мислам дека имаше тамо дека може да направи една или две проби и после тоа се прекинува. Зошто не повеќе од три проби на пример, од две проби? Зошто не трета, четврта, пета? Затоа што веќе го учи движењата. Кога ќе го научи движењето, веќе тестот не е тој. Но ако не може да го изведе движењето, onda вие ставате дека таму оценки има дека не е изведено како што треба. А ако го изведе добро, тогаш кажувате во кое време е изведено добро и така се прави разлика помеѓу испитаниците. Океј сме со ова? Да. Да. Illinois Agility тест, еден познат тест за agility. Значи agility како посебен термин, инаку побарува координацијски способности. Ама агилност така спојува може тука најверојатно брзина, нели, па 10 метра, па треба некоја брзинска издржливост и слично, но треба да го реши што побрзо полигонов. Ама сепак побарува повеќе способност од повеќе вклучување на моторички способности од например овој тест. Чекај да видим ова дали ќе се уклучи сега. Зошто не се уклучува? Не. Ајде ќе морам вака. Добро. Ментиметаров го искористивме. Само да видам дали го има уште тука. Треба да го имам. Ова е еден тест во рехабилитацијски цели кој што се работи и тестот вели дека е за мануелна потреба. Само да видам дава некој објаснување. И сега овде на таблат на масата се ставени пакови, цилиндри некои кои што се
кои што ќе видите треба да се помрднуваат. Еве, може да видам. Значи, гледате дека се цилиндри. И сега, физиотерапевтот или човекот кој што работи во рехабилитација, најчесто се ова за рехабилитација, особено рехабилитација на централен нервен систем, дава задача и објаснува дека што треба да направи. Мислам, ќе го мрднам малку понапред видеото, затоа што има некои аудио насоки. Значи, еве, може да видите дека треба точно да ги внесе цилиндрите во просторите назад. И сега, ако тука не може да направи некое точно прецизно движење, тога се намалува времето на изведба, па вие може да процени, ево, се заврте, приметувате, не го направи како што треба од брзање. Може да замислите дека не можат сите да го направат ова, нели, многу брзо, па давате различни шаблони, например, да почнеш едниот ред да го редиш од озгора надолу, другиот ред да го редиш од оздола нагоре. Значи тоа прави потешко да биде движењето. Така, има друг некој пример на тест каде што а, овие цилиндрите се внатре, но значи треба да ги заврти со две раце. Овде задачата, колку што памтам, и така ја изведува е со две раце. Не со едно, и што побрзо ќе го направи тоа. Значи, треба да се снајде. На некој може да му делува ова едноставно, но за некои луѓе не е тоа едноставно. Кажав, особено процес на рехабилитација, нели, кога има. Има разни примери преку вакви, конкретно за ова, например, дека треба да ги помести нанапред, приметувате. Значи има едно празно поле, па да го реши проблемот. Верувате ми дека не е едноставно да се луѓе кои што имаат малку проблем со, ете кажав, нешто што се случило, особено удар или нешто таков момент, дека процесот на враќање не е толку едноставен и дека овие задачи може да бидат тешки, но што е финтата, дека со едноставни движења, каде што немаме екстра моторички способности, ние можеме да пробаме да ја вежбаме координацијата. И дури и да ја тестираме. Ако ја вежбаме, не треба да брзаме, едноставно треба да биде прецизно движењето. Тоа ќе направи некои врски во главата, во мозокот, ќе направи некои конекции понатаму. Не одам многу, на видеото го имате линкот, можете да го истестирате, да го скенирате и да го извадите како, нели, да го најдете YouTube видеово. Че да има уште, затоа што се многу интересни. Например, по кои шаблони да ги решава. Да, чекај да видам. По овие шаблони да ги решава. Две колони одеднаш, со тоа што да се вртат цилиндрите од една во друга насока. Океј. Че да видам. Вака беше, да. Добро. Што имам друго? Овде имам некои видео со топчиња кои што го имаме сработено. Да. Например, како да изорганизирате еден час за координација во сала. Нема да го објаснувам ова, ќе го имате, направите си скриншот, ќе го имате на видеото. Па едно примерче, значи можете 45 минути да поминете со ова. Знаете дека пак се скокање со јаженце, знаете дека со скокање со јаженце немате доволно часови за да може да го искористите како алатка за подобрување на координација. Така да, отприлика тука е ставено се што имаме работено, нешто не сум допревел на англиски, од десната страна скроз, особено ако е кај повозрасни, па можете да дадете пример, значи, за да сватат, нели, ние немавме кошаркарска табла, ама изфрливме тамо три вида на топчиња, мислам дека беше, едното беше тениско, другото беше ракометно издишано топка, и третото беше балон. Каква ни е таа интермускулна координација, нели? Па дури да дадете објаснување кај повозрасна група, а кај помаливе групи на дечиња не мора да давате објаснување, туку да знаете што правите. Дека треба да има интермускулна координација, различни почетни позиции, варијабилност во движењето, пообратен редослед и така натаму. Направете си вие нешто за вас како идеја, како би не изорганизирале еден час за координација во иднина. Океј, имате ли прашање во однос на ова нешто? Ако нема, јас сакам, многу ми е мерак,
Само на кратко да дополнам уште нешто, 5 минути 10, најмногу, не би требало да биде повеќе. За една тема која што ќе се среќава во иднина, но мора да ја кажам. Да нема некој нешто да искоментира? Добро. Ако има прекин, кажете ми во нешто. Ја гледате пирамидава. Значи, како луѓето помнат? Гледате во проценти колку е. Од тоа што го читаме, колку помниме. Од тоа што го правиме најдолу, колку помниме. 90%. Сега, за жал, нашата настава, мислам, наставата на факултет генерално имаме практична настава, ама мора да вложите и, нели, теоретски дел, учење, читање, слушање и така натаму. Ама, особено кај дечињата, значи, учат преку изведба. Пази, учат преку изведба. Ја стимулираат интелигенцијата или интелектуалниот развој преку движења. Значи, затоа сакам да го споменам, ова беше некој предавање за континуирана настава на факултет. А, што да, се вика, беше насочено кон моторички развој за деца од 6 до 10 годишна возраст. Значи, ова е добро искуство, нема цитати тука некои од 2020 година. Вау. Нема некои цитати од книги, но е она што е добро искуство, пракса и вадени информации од литература. Например, што може да прават децата од 6 до 7 години и како вие да знаете што со нив да правите. Значи, веќе возење велосипед на две тркала, апсолутно, пливање, апсолутно треба да знаат. Пази, може и да не знаат, ама уште подобро за вас ќе ги научите. А ако имате можност и претходно да ги учите, да, треба да ги учите, да знаат да пливаат. Значи не само пливање, туку велосипед, да може да испесачат 10 километри кога имаат друштво. Пази, кога имаат друштво. Значи треба да е забава. Се што се прави со дечињата треба да е забава. Инаку ако нема забава, детенце сега да го носите да планинари, ниту ќе го интересира дали има убавина во погледот, ниту па само малтретирање ќе му биде. Ама ако го носите со дечињата, со други другарчиња, тогаш ќе работите на моторички способности, значи 2 во 1 или 3 во 1, и ќе делувате на моторички способности и ќе успеваат они да, нели, преку друштво да имаат социализација. Битно е дека тука негде на 7 годишна возраст може да комбинираат различни моторички способности, нели, трча, шутира топка и слично, што повторно е некоја координација. Ево, десна страна некои примерчиња едноставни во двор. Значи, за да може да биде забава, да бидат, како викат, курсис, полигони. Им правите полигони да го решаваат полигонот. Што може на 8 до 10 годишни на возраст, значи што се очекува најчесто, не можат сите, но што се очекува најчесно, нели, да покомплексна покомплексни задачи да се решаваат. Тука сега некако се јавува, уште можеби е рано, но може да се појави разлика помеѓу машки и женски, нели? Може да се појави страшна, мислам, потреба од имитација на возрастните, што прават возрастните, тоа и они да прават. Арно, ама убаво е да има латерализираност, нели се појавува, сега ги читам овие точки тука кои што се латерализираност лева десна рака, тоа е нормално и уште во претходно се појавува и тука е, значи, клучен е повторно учителот кој што треба точно да знае кога да направи пауза, кога треба да зададе некоја нова форма на вежба, кога е научено движењето, гледате, детенцето подскокнува меѓу гуми, треба да го реши проблемот, ама работи на експлозивност, работи на сила, работи на некоја издржливост, ако тоа треба неколку пати да го повтори. На долната слика се ставени повторно некои полигони, ама две групи, па се надпреваруваат во нештата, па кој побрзо ќе го реши. Значи, и на овој слайд, повторно што е клучното? Игра. Игра, забава. Особено кај деце, затоа сакав да го извртам. Ке се спомнува ова уште неколку пати, ама добро е да ги имаме. Нема да ги гледа секој од вас сите видеа, тоа ми е јасно, па можеби ќе фати во некој од видеава некои работи кои што се битни. Значи, овде сум ставил треба да се испотат. Да, треба да се испотат. Значи, не многу, ама треба да се испотат и
нашите баби и дедовци многу внимаваат на тоа. Немој ке настинеш. Не, нема да настине. Нека се испоти, пресоблечи го и тераш понатаму посам. Така малку логика во нештата. Секој ден да видат. Нама не, вчера бевме надвор, денеска нема да одиме надвор. Не, многу погрешно. Секој ден треба да одат надвор. Секој ден по неколку пати надвор. Врне, нема никаков проблем. Ќе одиме надвор. Ќе одиме надвор и луѓето се затвараат во станови во 4 ѕида. Ама луѓето се дел од екосистемот на планетава, значи они живеат во контакт со природата, не живеат во контакт со бетон. Што значи и дечињата е исто. Што повеќе поминување надвор, особено во природа, особено на планина, особено каде што има малку помалку сега не да ги правиме чудаци и да ги носиме на планина и таму да нели да бидеме цело време, но да го осетат и тоа. Значи да осетат што значи да нема коли, да нема нечист воздух, да нема луѓе околу нас. А, Еден час, два прошетка на водно, на матка, на попова шапка, било каде, солунска глава, во некој планинарски дом, спиење. Тоа е авантурата. Авантурата која што треба да му ја дадеме на секој детенце за да има добар физички развој, значи каков и да е, ама да има и ментален развој исто така. Физичка активност преку игра сум пишал, најголема улога во развој на децата. Секогаш, мислам, спомнувам постојано игра. Што сакаат децата? Ово од десна страна ќе го прочитате. Значи, што сакаат може да замислите. Тоа што сакате вие, тоа сакаат и децата. Тоа е многу едноставно. Мислам, во однос на физичката активност. Некој од вас сака и кафе да се напие, сигурно децата нема да сакаат кафе да се напијат. Но во однос на физичката активност тоа е да играат, да истражуваат, да се напрваат. Ова од десна страна е една училница, не знам кој предмет е, конкретно е во скандинавските земји, како изгледа една училница. Децата читаат. Приметувате, читаат. Не знам дали може да приметите. Ај, ке зголемам да видам дали е. Да. Имаат задача да читаат книга. Дали седат на столче сите? Не, виси едното таму ки карики. Друго стои. Третово оди на тредмил на десна страна. Таму едно-две одат на тредмил ако може да видите. Да не се лимитираме во формите на изведба, да ја знаеме суштината на нештата. Значи дека може да искомбинираме работи, но да ја знаеме суштината. Да знаеме дека при интервален тренинг се трошат јагле-хидрати, а не се трошат масноти. Тогаш веќе ќе знаеме каков тренинг за слабење да даеме. Дали ќе биде под анаеробен прак или над анаеробен прак. Што да имплементирам? Значи, се што може да се качуваат на ѕид, вештачка карпа да се качуваат дечињата. Така, за 1 минута завршувам. Нема ништо страшно од тоа. Може да видите игротеки кои што се повеќе имплементираат некакви фаќалишта за да дечата планинарат на нели како на алпинистички карпи. Тоа е спортско качување се нарекува фаќалиште. Има затоа што сакаат да се качуваат. Значи, едноставно интересно е тоа за нив. Нема страв. Не треба да се качуваат на високо долу, нели треба да биде безбедно. Се да е safety first, но да не ги лимитираме дечињата со немој ке паднеш ке се, не трчај сега. Значи тоа бабите и дедовците, некои баби и дедовци го имаат, затоа што они имаат одговорност за детето, не може да трчаат по него да го пазат и сега ние треба да ги лимитираме децата затоа што се оставени на чување ке некој друг. Не се сите такви, реков, нели, баби, дедовци, ама има дел и родители кои што се такви. Арно, ама наша задача на часот по физичко е да им овозможиме да играат и да играат. И на тој начин да ја развиваме моториката кај децата. Значи, полигони да истражуваат во простор. За да на крај, ова последново што кажува, вие бидете идоли на своите ученици. Многу е супер нашава професија. Многу зближува, многу може да интервенираме кај децата, значи тие гледате, постојано зборуваме тренинг, зборуваме, ама постојано зборуваме деца. Тамо е правилниот развој. Ако тамо се пропушти периодот на заљубување во физичката активност и спортот е да нека биде, ама ја ќе кажам физичката активност и рекреација што е најбитно на свет. Спортот не е битен, тој реков не е здрав. Значи спортот не е здрав, професионалниот спорт. Ако ги заљубиме со физичка активност и рекреација, тогаш очекуваме дека ќе има
здрав развој. Запамтете оваа порака, бидете идоли на своите ученици. Уште една сум ја оставил. Супер, бидете благодарен на внимание. Ова е одлична веб страна Сума, чекај да видам кај ќе однесем, која што може да ја проверите. Значи, ова е наша веб страна, професорот Роберт Христоски, професорот Александар Рацевски, биомеханика, Марко е сега исто така со нив, така да проверите веб странава, супер информација има за особено тие динамични системи. И чекај да видам овде. Ова е пример за континуирана едукација, мислам. Супер, само на кратко ќе поминам. Значи, пробавме да направиме примери на вежби, да ги подсетиме професорите по физичко. Значи, што се може да се случи како вежбички, како идеи за да се развива моториката кај децата на часот физички. Можете и ова ако ви треба да го проверите. Еве некој полигонче тука конкретно правам, супер, ето се прави игри, вежби за анимација кои што подобруваат моторички. Така натаму. Океј. Одлична музика во скрол. Добре, публика. Намерно го оставам линкот ако ви интересираат примери, можете да ги имате тука. И јас со ова и завршам. Дали имате нешто да ме? Не. Супер. Не разбрав има или нема? Не. Нема. Се не е јасно. Добро. Колоквиумска недела, имате информација или не? Не. Нема. Чекај да стиснам овде recording stop.